Релативно лошо образуван човек и исклучително нарцисоидна личност со мали културолошки познавања и неонацистичка реторика. Ова е наку со описот што за американскиот председател Доналд Трамп го даде новинарот и аналитичар Сашо Ордановски, кој важи за исклучително близок до СДСМ. Тој во телевизиско интервју, меѓу другото, рече и дека Путин го намачкал Трамп на лепче и дека првиот човек на најмокната држава на светот бил на страната на злото и идеолошки заљубен во рускиот председател. Трамп на еден најрекетарски начин се обидува да се наплати со многу повеќе стотици милиарди евра од колку што помогна. Сакам да кажам, Трамп мисли дека е тоа шоу програма во која ни излегува тресе глупости, лаже и дека тоа нема последици. Но за Украина 5 минути разговараха. Но не веќе комплетно на страната на Путин и тука, значи не само Трамп самиот, туку тој и неговите од Илон Маск па надоле, со една реторика која што многу наликува на неонацизам. Сега го имате Трамп, кој што е на страната на, ја би рекол, на страната на злото. Ордановски не штедеше навреди и за Илон Маск, најбогатиот човек на светот и советник на американскиот председател. На ваквата реторика на Ордановски реагира и од ВМРО ДПМН. Владеачката партија прашува дали Венко Филипче преку Сашо Ордановски, кој бил негов неформален советник и како што велат сива еминенција во партијата, ги напаѓа Соединетите држави, но и дали СДСМ менува курс и тргнува по паметот на левица. Дали Венко Филипче преку Сашо Ордановски ја нарече политиката на САД како неонацистичка. Се криели Венко Филипче зад Сашо Ордановски и го напаѓали председателот Трамп со навреди преку своите истурени играчи како Сашо Ордановски. Дали Венко Филипче во очај тргна по паметот на левица и отвори војна со САД. СДСМ со контрареакција. Од опозицијската партија велат дека обвинувањата биле комични и дека поврзувањето на изјавите на Ордановски со нивните политики во однос на прозападниот курс на државата биле очаен обид на власта да ги сокрие сопствените неуспеси. Ова е уште една потврда дека освен манипулации, друга политика немаат да понудат. СДСМ е единствена партија која во континуитет ги негува прозападните вредности, која го изгради стратешкото партнерство со САД и ги реализираше евроинтегративните аспирации на земјата. Инаку овие изјави на Сашо Ордановски беа дадени додека македонскиот премиер е во Вашингтон, каде ќе биде говорник на конференцијата на конзервативна политичка акција, на која својо обраќање ќе имаат и американскиот председател Доналд Трамп, подпредседателот J.D. Венс и други значајни личности од американскиот и европскиот политички врв. Засилената меѓународна активност на Христијан Мицкоски и блиските релации на новата македонска влада со новата американска администрација, како и представувањето на македонските позиции во најмокните западни престолнини, веројатно создава нервоза кај дел од проопозицијските експерти, кои досега беа навикнати и на значителни финансиски стимулации од USAID, меѓународната програма за помош која Белата куќа ја замрзна.